Велешани ќе се вакцинираат во Кавадарци, кавадарчани во Битола, тетовци во Куманово, охриѓани во Скопје. Граѓани над 70 години кои се пријавиле на сајтот vakcinacija.mk се жалат дека добиле термини да се вакцинираат не во градот во кој живеат, туку во соседните, иако во нивното место на живење има вакцинален пункт за масовна имунизација. На Facebook групата COVID-19 искуства и совети, неблиските роднини, на постарите лица кои чекаат за имунизација очајно прашуваат зошто нивните родители добивале збонувачки SMS пораки во кои се закажува друго, непознато лице со датум, час, име и пункт за вакцинација. Од Веле сме, а мајка ми ја викнаа во Кавадарци за вакцинација. Мене ми се случи пријавена во Скопје, а кога се јавив кај матичната докторка и прашав зошто се уште не ме повикале, ми рече дека сум била закажана во Охрид. Апсурди. Од Битола, а треба да се вакцинира во Кавадарци, 80 годишна жена, лудило. За едната тетка добив известување на мејл, за другата не. Едната од Битола закажана за Охрид. Ептен чудно. Татко ми доби термин во Тетово, а живее во Куманово. Очигледно сите различни информации добиваат. И покрај ваквата хаотична ситуација, според Министерството за здравство, проблем нема. SMS пораките се испраќаат на бројот кој лицето го оставило кога се пријавило на vakcinacija.mk или преку матичен лекар, односно на бројот кој е во досието на пациентот. Пунктот за кој добил термин, граѓанинот сам го избрал или е избран од матичниот лекар. Од МЗ не ми одговорија зошто сега кога имаме посериозна бројка на вакцини. Вакциналните пунктови не работат за викенди и празници, како што тоа е пракса во голем дел од земјите. Инаку здравствените власти најавија дека од утре ќе се вакцинираат дневно од 10 до 15.000 граѓани. Но според голем дел од лекарите, ваквиот план е тешко остварлив со оглед на бројот на пријавени и немањето кампања. Приоритет за боцкање ќе имаат над 218.000 лица пријавени на vakcinacija.mk. До сега се вакцинирани околу 61.600 луѓе, или нешто помалку од 4% од населението.